Зошто класични предизборни популистички ветувања наместо информативна предреферендумска кампања каква што премиерот изрично кажа дека ќе се практицира целиот овој период. Освен вчерашниот обид на министерот Димитров на социјалните мрежи да одговара на прашања од граѓани во живо за спорните точки во договорот, сите други денови СДСМ и владата одат со ветување за големи плати, за решавање на сите земјоделски проблеми, за бришење на социјалните маки, па дури и со невистините ветувања дека членството во ЕУ ќе значело пристап до пазарот 500 милиони жители, иако пазарот со Унијата е отворен и сега. А министерот Филипче дури индиректно навести дека вакцините кои сега се во употреба не се квалитетни, ами најдобрите ќе сме ги имале со влезот во ЕУ. Но потоа се премисли и се правдеше дека бил погрешно разбран. За новинарот Дарко Јаневски, кампањата е директна навреда на интелигенцијата на граѓаните. Ова само покажува дека менторите, пропагандните ментори на оваа власт уште не се вклучиле до крај во кампањата, па овие прават глупости, меѓутоа пораката е: вие сте глупави, ние ќе ви пуштиме спот и ќе ви излажеме еве дека за децата ќе имате квалитетни вакцини. А зошто ги немаш сега? За Жанита Трајковска од МИМ, оваа реторика не е изненадување, ако се знае дека и за Брекзит се кажуваа слични ветувања, што пак на крајот се покажаа невистините. Убаво е да зборуваме за бенефитите и за тоа што би не очекувало во некоја си иднина, но мора да бидеме искрени и да кажеме многу детално и многу транспарентно кои промени не очекуваат сега, кои членови од уставот ќе се менуваат и како. Тоа е многу битно. Дали ќе се менува преамбулата, што ќе се смени во преамбулата? Значи не да ќе се менува преамбулата, но што ќе се смени во преамбулата? Значи мора на секој граѓанин да му се објасни што го очекува и искрено да се кажат и позитивните и негативните аспекти. Владата одвои 1,3 милиони евра за собранието да може да води кампања, а според правните познавачи, освен што тоа е кривично дело, владата се стави и во надредена позиција во однос на собранието. И покрај сево ова, над одлуката на владата висат и препораките од Венецијанската комисија, кои велат изрично да се забрани трошење на државни пари за предреферендумска кампања.